Добар ден, јас сум Сонја Стефановска, професор во Средното градежно гимназиско училиште на град Скопје, Здравко Цветковски од Скопје. По техничкото образование за градежен и архитектонски техничар по предметот техничка механика, за денес имаме вежбање на задачи од наставната содржина, сложување и разложување на силите кои действуваат на материјална точка во различни правци. Но на почеток да се подсетиме што беше метод на паралелограм, метод на триаголник, косинусна теорема, метод на проекција и така натаму. Од графичките методи би го издвоиле метод на паралелограм, кога на една материјална точка М действуваат две сили F1 и F2 и во различни правци се тие, таа точка ќе се движи во правецот на резултантот. Графички може да се определи по метод на паралелограм. Кога во крајната точка силата ја нанесена, водејќи сметка за нивните правци и насоки, резултантата е вектор кој ги поврзува почетокот на силата и крајот на силата, тоа е метод на триаголник на силите. Исто така графички метод. Аналитички резултантата може да се определи со синусната теорема која гласи R квадратен корен од F1 на втора плюс F2 на втора плюс F1 по F2 по косинус од алфа. И аналитички резултантата се определува по метод на проекција. Имаме еден пример каде што графички и аналитички треба да се определи резултантата на дадените сили. Три сили се во една рамнина, но под различни агли действуваат. F1 е 12 ньютни, алфа 1 е 129. F2 е 18 килоньютни, соодветно алфа 2 315 степени. F3 е 16 килоньутни, алфа 3 е 220 степени. И решението, прво ќе пристапиме кон графички метод, значи определуваме според големината на силите соодветен на размер, како сакаме да ги нацртаме. Ние го определивме размерот 1 см 4 ньутни, значи самостојно си го определуваме размерот. Цртаме еден декартов координатен систем X и Y, ја нанесуваме со соодветниот размер F1, но под одреден агол со агломер алфа 1 129. Гледа дека е во вториот квадрант. F2 е 18 килоньутни, а нанесуваме F2 паѓа во третиот квадрант со 315 степени аголот алфа 2. F3 ја нанесуваме во третиот квадрант со аголот 220 степени во размер од 116 килоньутни, ќе дојде 4 сантиметри. Значи првата, втората и третата. Понатаму сега одиме цртаме втор цртеж кој што се нарекува план на сили. Ја цртаме паралелно силата F1 од една почетна точка која што произволно сме определиле во зависност од каде сакаме да ни биде цртежот. И паралелно ја нанесуваме со својата големина, ја делиме со размерот 12 делено на 4, 3 см. Од крајот на таа прва сила F1 нанесуваме третата сила, бидејќи таков ние имаме закон кој што вели дека не е важно нанесувањето на силите, дали е првата, втората или третата, или е обратно. Ја нанесуваме бидејќи аголот ни е во третиот квадрант, за да може да се бркаат, така наречено, со својот размер и понатаму кај што ни завршува третата сила ја нанесуваме втората сила и со соодветниот размер, кај што почнува првата сила и завршува третата сила ја нанесуваме резултантата со црвена боја, со определен размер. И ја мериме, ја множиме со размерот, сега не делиме, туку множиме со 4, 3,85 пати 4, 15,4 ньутни. Аголот пи со позитивната X оска заклопува 242 степени, го мериме со агломер. Исто така аналитички може да се добие по метод на проекција. Знаеме дека F1x, F2x и F3x се определуваат со косинус од алфа, односно соодветно F1 косинус од алфа 1, F2 пати косинус од алфа 2, F3 пати косинус од алфа 3. Кога се ќе измножиме, добиваме резултати, бидејќи имаме и негативен предзнак за косинусот. Добиваме за F1x е минус 7,55, F2x е 12,72-79,
F3x е минус 12,256 ньютни. Соодветно и за y-оската, односно проекцијата по y-оска, ќе ни биде F1y, F1 пати синус алфа 1. Соодветно F2y ќе биде F2 пати синус алфа 2. F3y соодветно ќе биде F3 пати синус алфа 3. И добиваме за F1y 9,32575 ньютни, за F2y минус 12,7279 ньютни, за F3y минус 10,2846 ньютни. Резултантата Rx и Ry ги добиваме соодветно, ги собираме F1x, F2x и F3x, односно F1y, F2y и F3y и добиваме за Rx е минус 7,0797 ньютни, за Ry е минус 13,68695 ньютни. Резултантата R пак сега ќе биде по Питагорина теорема квадратен корен од Rx на втора плюс Ry на втора, односно 15,40957 ньютни. Тангенсот фи прим ќе биде Ry врз Rx 1,933, но фи прим ќе биде аркус од тангенс или инверзно на тангенс 62 степени 38 минути 58 секунди, односно фи ќе биде надодадено на тоа 180 плюс фи прим, бидејќи треба да заклопува агол со позитивната x-оска, 242 степени 38 минути и 58 секунди. И втора задача, имаме еден цртеж како триаголник, аналитички да се определат силите во стаповите BC, тоа е S1 и AC S2, така што системот да биде во рамнотежа. Доколку силата е F 12 кН. На цртежот се гледа како една настрешница да е прикачена во А и Б. Треба да се определат силите S1 и S2 доколку висината од А до Б е 7,5 метри, а ширината од А до С е 6,3 метри. Тоа се геометриски предиспозиции и силата F е дадена 12 кН. Треба на почеток да се определи аголот алфа. Аголот алфа ќе го определиме со геометриски карактеристики, односно со тангенс од алфа, бидејќи спротивната и прилегнатата ни се дадени и ние со помошта на тангенсот ќе го определиме аголот и понатаму ќе одиме со решавање на силите S1 и S2. Значи решение, сите три сили F, S1 и S2 се сечат во една точка, јазолот C. Ние го наблюдуваме јазолот C и така ќе ги добиеме силите S1 и S2, бидејќи силата F е позната. Ние може графички да си ги нанесеме во размер, да ја нанесеме прво, ги имаме геометриските предиспозиции, пропорции, односно да нанесеме во размер, да ја нанесеме прво силата, прво цртежот го цртаме во размер, сечеме и го цртаме тој јазол C. Ја нанесуваме F во размер, соодветен, понатаму ја нанесуваме S1, на почеток заборавив да ви истакнам дека ги предвидуваме стрелките каде што се движи силата. Значи стрелките ги предвидуваме како да е на притисок S2, а на затегнување S1. Значи го затегнува јазелот C стапот S1, а го притиска јазелот C стапот S2. И понатаму со својата стрелка, односно насока, ја нанесуваме S2, паралелно со S1 од цртежот број 1, од првиот цртеж, ја нанесуваме на цртежот број 2 во планот, така наречен на сили, да се бркаат и ја нанесуваме S1 да се заклопува триаголник. Мериме, множиме со соодветниот размер и ги добиваме големините на силите. Значи, знаците на сили во стаповите се земаат за истегнување, затегнување плюс, за притисок минус. Аналитички пак по метод на проекции. Јазелот го представуваме на еден координатен систем X и Y. Значи ги представуваме, ги нанесуваме паралелно S2, S1 и F и заклопуваат агол алфа. Тангенсот на алфа е
7,5 врз 6,3, значи спротивна врз прилегната 1,19, аголот го добиваме 49 степени 58 минути 11 секунди. Синус од аголот е 0,7657, косинус од алфа е 0,6432. И сега, по методот на проекција имаме сума y да е 0 и сума x да е 0, значи треба да бидат во рамнотежа. Според сума y е 0, минус f, бидејќи сме определили надолу да е минус, а нагоре плюс S1 пати синус од алфа, проекцијата на S1 по y-оска е 0. Така го определуваме S1 15,672 килонјутни. По сума x да е еднакво на 0, добиваме дека проекцијата на S1 и S2, F нема своја компонента, бидејќи се е вертикална, и ги имаме двете сили. S2, бидејќи е накај десно плюс, накај лево е минус S1 пати косинус од алфа, проекцијата на x да биде еднакво на 0. S2 ќе биде 10,08 килонјутни. При аналитичко решавање на вакви задачи, значи ова е една забелешка, бидејќи ги претпоставуваме знаците, вредноста на силите, односно стрелките, може да се добие негативна вредност. Тоа значи дека претпоставената насока на таа сила не ни била точна. Вистинската насока ќе биде обратна и ќе ја поставиме само вистинската насока и се ќе биде во ред. За наредниот час имаме задачи за вежбање. За прва задача ни е графички и аналитички да се определи резултантата на дадените сили кои действуваат на една материјална точка во иста рамнина. Ако се дадени 3 сили, соодветно F1 е 18 нјутни, алфа 1 145 степени, F2 е 9 килонјутни, алфа 2 е 280 степени, F3 е 12 килонјутни, алфа 3 е 190 степени. И решението ќе ви биде дадено ќе биде 4,52 килонјутни, додека аголот што го заклопува фи 187,879. Втората задача, аналитички да се определат силите во стаповите според дадениот цртеж BC односно S1 и AC односно S2, така што системот да биде во рамнотежа. Ако силата F е дадена 15 килонјутни, даден ви е цртежот, дадени се геометриските карактеристики, висината да е 5 метри, ширината да е 4, стрелките ние сме ги определиле, може и вие да си ги определите, дадени се S1 и S2, да се почне од определување на аголот. Тангенс од алфа ќе биде 5 врз 4, аркус или инверс тангенс ќе биде соодветната вредност, ќе се добие аголот, ќе го определиме F1x ќе биде f пати косинус од алфа, f1y ќе биде f пати синус од алфа и ќе го нацртаме јазолот C на Декартов координатен систем и така ќе го добиете решението. S1 е 19,21 килонјутон, S2 ќе биде 12,00 килонјутни. Се надевам дека работата ќе ви биде пријатна и ви благодарам многу за вниманието. Се слушаме и се гледаме наредниот